Почитувани добро вечер, ја следите втората емисија од серијалот Вечерва ќе зборуваме за инклузивното образование. Инклузивно образование значи дека сите ученици присуствуваат во редовно училиште, учат во редовни паралелки, а во текот на редовните часови се поддржани да учат, да придонесуваат и да учествуваат во сите аспекти од животот на училиштето. Иако законодавството постои, сепак во практиката лицата со попреченост имаат пониско ниво на учество во сите фази од образовниот процес. Дали нашето образование е инклузивно и во кој степен, вечерва ќе поразговараме со господја Елена Чекорова, програмски менаџер во Здружение Инклузива, и Сашо Илиевски, татко на лице со попреченост, Климент Вукановски, ученик во трета година во Средното стручно училиште Перо Наков во Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за вашето гостување. Благодариме. Господја Чекорова, да започнеме со моменталната ситуација во образованието. Кажете ни како се вклучени лицата со попреченост во образовниот процес? За жал во Македонија не можеме да зборуваме за инклузивно образование се уште. Можеме да зборуваме за почетоци на интеграција на лицата со попреченост, на децата со попреченост во образованието. Во Македонија постојат закони кои што не го ограничуваат родителот да го запише своето дете и во редовна градинка и во редовно училиште, но сепак постојат огромни бариери кои што за жал го спречуваат тоа. Во 2016 Инклузива, Здруженијето, спроведе истражување во повеќе аспекти за вклучување на лицата со попреченост во општественото живење. Една од тие аспекти беше и образованието. Податоците кои што ги добивме, за жал се многу загрижувачки, бидејќи повеќе од 50% од лицата со попреченост се без образование, значи воопшто немаат образование, а само 7% се лица со високо образование. Тоа укажува на загрижувачки бројки каде што треба нешто да се превземе од страна на институциите. Она што го воочивме на терен е дека значи ако почнеме од самите почетоци, дека во градинките има многу мал број на деца кои што со попреченост, кои што се запишуваат и посетуваат градинка. Првично идентификувавме дека е проблем во самата категоризација на таа толку мала возраст. Значи, дел од децата не се воопшто категоризирани поради немање на рана диагностика за деца. Од друга страна има огромен, тоа се случува и во редовните училишта, има многу голем револт од страна на самите родители на децата без попреченост, кои што се противат нивните деца да учат со другарче кој што има одреден тип на попреченост. Последниот случај беше со собирањето на петиција од страна на родители да не се запише дете со аутизам во редовно училиште. Друг проблем е што и самиот наставен кадар е неподготвен за вистинска инклузија во училиштата. Самите наставници не се доволно обучени за работа со деца со различен тип на попреченост. Исто така голем фактор е и немањето од стручен кадар, како логопеди, дефектолози, психолози, кои што треба да дадат поддршка на самите наставници во реализација на наставните планови, кои што треба да бидат индивидуализирани за потребите и можностите на секој еден ученик со попреченост. За жал, тоа е ситуацијата на терен, која што понатака се рефлектира и со мал број на ученици кои што продолжуваат во редовно средно училиште, па да не збориме понатака и за во високо образование. Во средните училишта знаеме дека има редовни училишта и посебни училишта. Самите имаме родители кои што ни се обраќаат во Здруженијето дека добиваат со поплаки дека самиот наставен кадар во училиштата ги упатува да го запишат своето дете понатаму во посебно средно училиште поради фактот дека и средните и наставниот кадар во средните училишта е неподготвен да работи со ученици со попреченост.
Понатака добивме и исто така загрижувачки бројки, тоа како се рефлектира понатака и во самото вработување, голем број на невработени лица со попреченост поради немање на образование. Значи понатака се во многу аспекти тоа се рефлектира, што и се рефлектира и на сиромаштија врз лицата со попреченост и семејствата. Значи проблемот е многу подлабок од самото образование. Така, господин Илиевски, вие сте татко на дете ученик во средно образование. Кажете ни, како беше процесот на запишување во средното училиште, Перо Наков, и со какви проблеми досега, но и сега се соочувате во образовниот процес? Па, јас би започнал малку порано него до средното, додека да дојдеме. Зашто Климент идеше и в градинка, во забавиште идеше 2 пати, затоа што тоа сега што го зборевме, демека првата година не бил спремен за да оди во прво оделение и тој повторуваше во забавиште. Ама за среќа, тоа што го направија тие таму во училиштето, му се падна учителка која несебично себе си се заложи. Климент го описмени, го научи да пишува и кирилица и латиница. Тоа е учителката Лиле Јовановска, сега е во пензија, користам приликата да ја поздравам и да се заблагодарам. Таа многу даде од себе, значи Климент го описмени. Потоа до 4-то оделение тоа. Се промени образовниот систем во државата, се воведе 9-летка. И требаше, значи, со професори да почнат с 5 оделение, да имат и предмети со професори. Од професорите некој таму почна да има отпор, што Климент не може да прати англиски, не може ова, не може она. Уствари беше само за англиски. Професорката која предаваше англиски, беше млада и не ги разбираше работите, изгледа, не ги видеше уствари. И на нејниот час кога имат англиски, ние го зибавме Климент, значи немаше да посетува англиски, пошто професорката не сака да е присутен на час. Јас од работа, значи секој пат после 3 така беше направен распоредот за да можем да си го земам. Ама јас работам комерцијала, се забавив од работа, не може да стигна на тоа време, 10 минути. Влегувам во училница, таа на 5-6 деца таму им рекла да го изфрлат Климент од училница. Тие маваат, ритаат, го грлечат да го истеглат од училница. Јас тоа кога го видов, се запрепастив. Таа мртва ладна, вика, вие задоснивте, требаше да си го земете. И така, да не должим за тоа. Од тоа, како не се тоа случи, се одлучивме и со разговор со повеќе професори, образованието да го продолжи основното во посебно училиште во Куманово, во Браќа Милодиновци, иначе тоа учеше во Крстен. И го запишавме во посебно училиште. Тука исто. Значи, луѓето кои работат во посебно училиште, не се половината таму, не се за таму. Кога тие се одлучили уште во своето образование дека тоа ќе работат со такви деца, требале, значи, да го сакаат тој позив и да го работат. Ние наидовме тука на отпор исто. Али имаше и добри професори кои го сакаа Климент. Со него работеа доста. Професорката по македонски, Славица Клековска, види дека тој сака многу да чита и да пишува. И значи таа не го делеше од програмата, му даваше и лектири, тој читаше лектири, и ја прераскажуваше и све тоа, значи. Кога го завршивме 8-то оделение, сега требало и 9-то да има, ама во посебното училиште немаше 9 години.
Сега беше проблем како се запише во средно. Го надмидавме тој проблем со директорката Тасевска во Средното економско училиште. Најдовме на добар прием. Пошто се одлучивме да оди во редовно училиште, имавме понуди од средните училишта кои се во државата посебни. Доаѓа и дома и во школото не вика, не обедува како да за климата најдобро да оди во такво училиште. Ќе биде многу поуспешно ќе го заврши него тука. Ама ние се одлучиме така да оди во Средното економско училиште, сега е 3-та година. Добар е со професорите се добри со него. Мада тоа не е она што го сега споревме дека тоа не е. Тоа е само добра волја. Тоа е наше искуство, не е тоа на ниво на држава или на закони, тоа и добра волја на професорите во училиштето. Само ќе се извинам, заборавив да кажам дека ние со Климент многу работевме, што од самото раѓање ни кажаа дека детето е со Даунов синдром, дека ќе има тешкоти во развојот, психофизичкиот развој. И ние уште од 3-та година почнавме да работиме со логопед, зашто тој немаше добар говор, сега вие го видовте, го слушнавте. Со него работеше Романа Оросовиќ и неја ја поздравувам, таа исто многу му помогна. И не знам повеќе што да ви кажам за неговото образование до тука. Училиштата мора подеднакво да им дадат можност на сите деца, без разлика на нивниот статус, потекло или потреби. Колку училиштата во Куманово се приспособени на потребите на овие деца со посебни образовни потреби, ќе имате можност да видите во прилогот што следува. Дефектолози, логопеди, пристапни рампи за децата со посебни образовни потреби, посебни лифтови, индивидуални образовни програми и планови според нивните можности, се само дел од условите што би требало да ги исполнува училиштето во кое што се имплементира инклузивно образование. За жал, во Куманово во поголемиот број од училиштата од вкупно 21 нема дефектолог, а само во 2 основни училишта има посебни лифтови и тоалети за овие деца. Во основното училиште Бајрам Шабани од 1183 ученици, 17 се со посебни образовни потреби. Најмногу од нив имаат пречки во говорот, а во стручниот тим дефектолог и логопед нема. Ние веќе 4-та година поред бараме дефектолог или логопед во која во редовна настава нашите наставници, иако се трудат во поголем број, меѓутоа немаат поседувано некои семинари што сигурно се иако имаат голема желба да ја помогнат на такви ученици, ние го имаме посебниот влез што беше изграден минатата година. Потоа имаме посебен лифт за деца со посебни потреби, а имаме регулирано и посебни простори за ВЦ кабини кај што за децата со посебни потреби. За разлика од ова училиште, во основното 11 октомври постои посебен инклузивен тим кој работи со 9 ученици со посебни образовни потреби. Хронолошки, училиштето е вклучено во проектот Инклузивно образование од март 2014 година. Формиран е и Центар за ран детски развој за инклузија на деца од предучилишна возраст, кој се уште обстојува. Училишниот тим за инклузија пак работи по посебни програми и индивидуални образовни планови за основците од оваа категорија. Од минатата година сме вклучени во проектот Моќно образовно партнерство, кој се реализира заедно со општината, што подразбира вклученост на педагошки асистенти, кои минатата година беа 3 на број вкупно, тоа се дефектолози и социјални работници кои работат индивидуално со овие ученици од ранливи категории, односно со ученици со посебни образовни потреби. Значи присуствуваат на часовите, им помагаат во совладување на наставниот материјал, значи ги вклучуваат во сите наставни и воннаставни училишни активности. 7 ученици од македонска и албанска националност со наот и мислење од лекар-специјалист, односно извршена категоризација за физичка и ментална попреченост, следат настава во средното стручно училиште Перо Наков. Имаме услови за овие ученици, имаме пристапни патеки до училиштето и учениците се вклучени во воспитно-образовниот процес, нели како и останатите ученици. Има стручен тим кој што работи со они, во школото има 3 дефектолоза,
од кои што два се на македонски, еден на албански наставен јазик, имаме педагог, психолог. Тоа е потесниот тим кој што работи секојдневно со овие ученици. Овие ученици во текот на образовниот процес постигнуваат задоволителни резултати со оглед на тоа што посетуваат и дополнителна настава, а децата со посебни образовни потреби се прифатени од соучениците, објаснува директорката на училиштето. Не се работи за едно почетно и веднаш идеално прифаќање на учениците, значи сакам да одговорам реално на вашето прашање и со тие ученици се работи, нели? Затоа што има ситуации кога учениците се отсутни поради болест или некоја слична причина и во тие моменти, на тие денови, навистина со целата паралелка, односно класот, се работи поинтензивно, им се објаснува на учениците и тоа се работи на состаноци со паралелката со родителите. Директорите на училиштата во Куманово се надеваат дека надлежните ќе вложуваат повеќе во инклузивното образование, особено вработување дефектолог во секое училиште со цел децата со посебни образовни потреби да ги постигнат максимално можните резултати. Според податоците со кои што располага секторот за образование при општина Куманово, има 40 дипломирани дефектолози, од кои само 19 дефектолози се вработени во основните и средните училишта во Куманово. Што за инклузивното образование велат од секторот за образование, ќе слушнете од изјавата на раководителот Жика Крстевски. Што се однесува до пристапот на училиштата за лица со попреченост, тука се правени напори во последните години да се исполни тој услов кој го даде и нашето министерство, меѓутоа и нашите аспирации за влез во Европската заедница се големи, меѓутоа и многу услови треба да исполниме за да бидеме прифатени на оваа категорија на граѓани, не само за деца опфатени во образовниот процес, туку и за нивно движење во градовите, по улиците, по објектите, установите, треба да посветиме многу по-големо внимание за да сите овие ресурси бидат што полесно пристапни и за овие деца. Што се однесува до децата што се опфатени во воспитно-образовниот процес, а имаат тешкоти, не може да се движат без помош и согласно законот за основно и средно образование, на овие лица им се обезбедува бесплатен превоз со такси служба и тоа со адекватни возила кои ќе овозможат овие деца да дојдат и да бидат вратени од училиштето со ваков, да кажам, специјален превоз, мада не им е потребен на сите, меѓутоа имаме со церебрална парализа неколку ученици на кои им треба и подвижна рампа на тие возила, така да правиме напори, меѓутоа далеку сме од тоа да кажеме дека е состојбата задоволителна. Господја Чекорова, дали постојат механизми за поддршка на наставниот кадар во процесот на спроведување на инклузивната настава, односно во учењето на ученик со посебни образовни потреби? Секако дека треба да постојат. Значи, првично треба да се обезбеди физичка пристапност на самите образовни институции. Тука не збориме само за рампи за да се стигне во самото училиште, збориме за пристапен паркинг, каде што родителот треба да може да застане, да извади дете од количка, да го внесе во образовната институција. Понатаму збориме за пристапности до погорните катови во самите образовни институции, лифтови во училиштата, вградување на такви архитектонски, да речеме, зафати кои што треба да ги направи училиштата пристапни за ученици со попреченост. Второ, збориме во однос на самиот образовен кадар, треба да се подготви дали со обуки, дали со посебни дообуки, доквалификации за работа со деца со попреченост. Понатаму збориме за технички помагала кои што треба да им бидат достапни на учениците, односно асистивна технологија која што треба да ја користат во рамките на образовниот процес. И
Понатака зборуваме за поддршка од страна на стручни лица како дефектолози, логопеди кои што треба да обслужуваат ученици на ниво на едно училиште, а не на една општина. Она што исто така е многу важно е дека треба да се промени принципот како сега децата се категоризираат. Сега, моментално, категоризацијата на децата со попреченост се одвива врз основа на медицинскиот модел, каде што се гледа што детето не може. Значи, во светот е прифатено дека треба да се оди кон функционална анализа, нешто што е во зародиш и во нашата земја, каде што всушност се оценува што детето може. Тоа е огромен ресурс, понатака кој што би им помогнал на наставниците, наставниот кадар, па и на стручната служба во самите училишта, да можат да изградат индивидуални планови за секој ученик со попреченост, каде што ќе се работи на способностите, да се развиваат способностите на детето, односно тоа што може да го прави уште подобро, а она што не може да го прави, да знаат во која насока да го развиваат. Така, за децата со посебни образовни потреби се изработуваат и индивидуални образовни планови согласно можностите на ученикот. Во дел од училиштата во Куманово се одржуваат и обуки на наставниците за изработка на овие образовни планови. Сепак, дефектолозите сметаат дека на наставниците треба да им се пружи поголема поддршка за да знаат како да им пристапат на децата со посебни образовни потреби. Заедно со секторот за образование од општина Куманово пред минатата година направивме едно истражување кое е публицирано, каде што целта ни беше да истражиме колку дечиња инклузивни се водат, тоест дечиња со посебни образовни потреби ученици во нашата општина се водат како такви. Истражувањето го вршевме согледувајќи литература која ни е достапна, документација по училиштата и пријавување од стручните тимови. Дојдовме до една фрапантна бројка од 280 ученици на ниво на градот кои се водат, училиштата сами ги пријавија како ученици со посебни образовни потреби. Меѓутоа подосна, анализирајќи ги податоците што тоа пријавиле училиштата, дојдовме до заклучок дека тука спаѓаат и дечињата кои имаат пореметување во говор, кое милливо можеби и се едноставно поминува и не може да се стават во група на дечиња со посебни образовни потреби, а таквата категоризација причината за таква категоризација што беа пријавени од стручните тимови е затоа што не се комплетирани тимовите во сите училишта во општината, тоест има мал број на дефектолози, па стручните лица така сметале дека ги ставаат во таа група. Подосна заклучивме дека е помал број на децата со посебни образовни потреби, некои 20% од нив имаат наоди мислење од комисија за категоризација, додека 70% од нив немаат наоди мислење од комисија за категоризација. Меѓутоа, како и да е, не е мал бројот, ние сме голема општина, имаме голем број на ученици и мораме да потенцираме дека потреба од дефектолози, специјални едукатори, рехабилитатори или евентуално персонални педагошки асистенти кои би се вклучиле во образовниот процес. Господин Илиевски, кажете ни, имате ли вие поддршка од стручната служба во училиштата? Да. Стручната служба во училиштето работи според законот, ама и спрема ситуацијата која имаат во училиштето. Јас не знам точно колку дечиња има во Средното економско училиште, али знам за Климент дека работат и професорите. Можем да напоменам класниот раководител Ана Ангеловска, која му предава англиски. Значи, таа има посебно направена програма и кога има тестови, посебно имат за Климент направено. Професорката по математика исто така. За останатите професори не би рекол. Пошто добива тест како и за сите други. Така, како вие како родител успевате да му помогнете на Климент да ја совлада наставната програма? Па, не знам како да ви кажам, Климент е многу умен и се снаоѓа и сам. Доста му помага брат му, има постар брат
има и помал брат, значи ние имаме 3 сина. Тие му помагаат, и аз много немам време, и мојата сопруга. Така да, тој оставам повеќе сам со своите браќа да се снаоѓи со професорите. Дека лицата со попреченост навистина се талентирани потврдува токму Климент, син на нашиот гостин Сашо. Во продолжение ќе слушнете еден рецитал, лична творба на Климент насловена "Кој е хендикепиран?" Ако ти не успеваш да ја видиш личноста, туку само хендикепот, тогаш кој е слеп? Ако ти не го слушаш порука за правда на твојот брат, тогаш кој е глув? Ако ти не морачираш со твојата сестра, тука ја делуваш од тебе, тогаш кој е хендикепиран? Ако твојот срце и твојот разум не допира до твојот сосед, тогаш кој е ментално хендикепиран? Ако не се бориш за правдата на сите лица, тогаш кој е инвалид? Твоите ставови кон лицата со хендикеп, може би се наш неговен хендикеп, а исто така и ваш. Господин Илиевски, што сметате дека е потребно за да му се помогне на вашето дете, но и на вас како родители во процесот на образование, а сепак тоа е обврска и должност на државата? Па јас мислам дека во образовниот систем треба многу да се промени за децата со посебни потреби за нивното образование да биде по пристапно за нивните можности, за да може тие да го совладаат материјалот и да се оспособат за некоја професија, за да можат утре во животот нешто да работат и да бидат самостојни. Вистински пример за тоа дека едно лице со попреченост може да биде одличен ученик, но истовремено и да освојува награди на меѓународни надпревари по музика е кумановката Марија Стоилковска, која што спаѓа во групата на слепи лица. Кога имаш силна волја да се образуваш, поседуваш талент за музика, а пред се целосна подршка од семејството, но и наставниците и соучениците, тогаш ниту вродената попреченост не може да застане на патот на успехот на еден човек. 18 годишната Марија Стоилковска од Куманово од самото раѓање е слепо лице со визуелна попреченост, но тоа не и пречи секој ден заедно со своите родители да патува во Скопје до Државното училиште за деца и младинци со уштетен вид Димитар Влахов. Девојчето своето образование го започнува во Кумановското основно училиште Браќа Миладиновци, но поради недостиг на основните услови за образование на овие лица кои што учат од Брајово писмо, Марија се запишува во Скопје. Ние прифативме да патуваме заради тоа што таму ни обезбедија машините за пишување. Значи има дефектолози секој ден кои што работа со децата за ориентација во микро и во макро простор. Значи сето тоа во Куманово го нема. Во основните училишта го немаше. И Марија тргна од 7 годишна возраст таму. Таа сега е 3-та година средна школа, медицинска здравствена струка, мастер техничар. И секојдневното патување навистина и се уште не представува пречка, но некако човекот ќе се навикне заради успехот на своето дете. Таму таа добро беше прифатена, ги прифати и учителката и сите тие наставници, бидејќи таму секој предмет се оди посебно, треба да имаш ориентација за да одиш посебно во секоја училница, надвор. Тие таму имат посебна просторија за исхрана, каде што треба детето да го научи патот до таму, трасата треба да се научи. Сето тоа од почетокот многу беше тешко, но пополека ги совладувавме сите препреки со Марија. За лицата со визуелна попреченост постои посебна Брајова азбука со 6 точки. Тие може да пишуваат на тастатурата на обичен лаптоп, но со помош на говорна програма. Мари, како што ја нарекува мајка ѝ, со безрезервна подршка од неа, наставниот материјал одлично го совладува. Немаме ние книги за слепи, ние учиме исто од видните книги. И таму децата, нема многу деца во оделението. Марија е уште едно девојче, 2 деца се. И сега кога наставата се одвива нормално како кај видните деца.
Значи имаат испрашување, писмени, тестови. Сето тоа овие деца треба да го совладаат. За да моето дете има успех, за да не одам јас секој ден бадијала во школа, јас му се посветив на моето дете, така да сите тие потешкоти јас самата си најдов начин да се снимам на телефон, значи Марија да учи аудио. Бидејќи не може да постигне да пишува на машина многу брзо, јас се снимам, потоа Марија ги слуша лекциите со слушалки преку телефон, па ги пренесуваме на лаптоп, имаме посебни фолдери за сите предмети, за да Марија биде одличен ученик и да постигне успех. Колку може едно лице со посебни образовни потреби да биде успешно, но истовремено и талентирано, зборуваат многобројните настапи на Марија и освоени награди на меѓународни надпревари по пеење во Германија, Бугарија и слично. За неполн месец Марике се обиде уште еднаш да го потврди својот талент за музика, кој секојдневно го надградува во приватно музичко училиште, почнувајќи од 12 годишна возраст. Ќе настапувам во Бугарија, во Софија на надпревар по пеење. Ке се представам со Блажена Коро и убава моја од IQ или Лавмила IQ-ду. Блажена Коро ми од синтезис, а IQ ми од убава моја ми од IQ. Марија посетува курсеви по англиски јазик и информатика, помага во извршување на домашните работи, готви заедно со мајка ѝ, а сето тоа го прави со многу љубов. Тоа нема да спаѓа во група на деца со посебни потреби, ако нема некоја потреба или некој. Тоа самото името кажува дека децата сепак овие деца се многу нежни, специфични, повеќе бараат љубов, ако им пристапиш со љубов, со нежност, тие многу подобро ќе научат и ќе сватат и ќе бидат многу добри со тебе. Значи тие сакаат позитивната енергија. Секој кој што мисли позитивно за нив, тие некако му се приближуваат. Бидејќи слепите само видот им е одземен, додека сите други сетила им се повеќе развиени. Родителите на Марија се надеваа дека таа, освен одличен мастер, ќе стане и пејач и на тој начин надалеку ќе се слушне за нејзиниот талент. Господи Елена, кажете ни каков е примерот од другите земји во однос на системот на инклузивното образование? Има ли примери кои што можеме да ги испроведеме во нашиот образовен систем во Република Македонија? Ако се стремиме веќе кон членство во Европската Унија, и ако земеме примери од таму, таму ќе кажам дека има комплетна инклузија на деца со попреченост во образовниот систем, односно не постојат посебни училишта, не постојат посебни паралелки, не постои ништо посебно. Она што е вистинска инклузија, таму значи дека посебните училишта, односно посебниот образовен кадар, посебните паралелки се дополнителен ресурс кој што го користи редовниот наставен кадар, односно редовните наставници во редовната настава за да им помогнат во работењето со децата со попреченост. Значи примерите кои што ги гледавме дури и од земјите како Словенија и Хрватска кои што наследија образовни системи како нашиот, се дека полека ги затвараат овие посебни училишта, односно кадарот наставниот преминува како поддршка, значи нуди поддршка, сервиси за поддршка во редовното образование. Но таму веќе и тие работи кои што ги зборев претходно околу архитектонската пристапност, околу на системско ниво се веќе решени. Значи и функционалната анализа е веќе дел од категоризацијата на децата со попреченост. Значи тоа се механизми за поддршка кои што треба да ги прифатиме и ние, ако веќе сакаме навистина да збориме за инклузија во образование. Со нас е Лидија Ѓоргевиќ, студент на Правниот факултет во Скопје, лице со телесна попреченост. Лидија, кажете ни, кој беше мотивот од средно да продолжите на студии? Па вака, мотивот пред се доаѓа нели од семејството, од домашната атмосфера и од самото воспитување. Или моите родители мене никогаш не ме делеа и не ме категоризира како лице со посебни потреби. Тие ме ставаа во она група на нормални деца, каква што сум, нели,
Имам и помал брат и ние дома немавме разлика помеѓу мене и помеѓу мојот брат. Или мотивацијата доаѓа од пред се од атмосферата од дома, од начинот на кој што сум воспитувана да се гледам себе си, да се почитувам себе си, да се мотивирам да работам повеќе, да постигнувам повеќе успеси и да не застанувам, да не се откажувам. Или како лице со посебни потреби, во текот на животот и во образованието и надвор од образованието сум се среќавала со многу проблеми, или со лица кои што ме категоризирале, кои што посочувале со прст на кај мене, но нели дома кога ќе отидам, кога ќе разговарам со моите родители, тие ми укажуваат на нивната нехуманост или на начинот на кој што ме гледаат другите луѓе. Напротив, мене ми даде повеќе мотив да си изградам себе си како подобра личност или да вложам и повеќе во своето образование. Или во текот на образованието не идував на проблеми или од страна на професорите, од страна на учениците, но со многу волја, со многу труд сето тоа се надминува и се постигнуваат прилично добри резултати. Веќе сум 3-та година на правниот факултет. Во меѓувреме морав да ставам пауза на факултетот затоа што се оперирав, но ја ги поминав операциите или повторно продолжив со образованието, затоа што немам намера да застанам и да си кажам на себе си, јас сум лице со посебни потреби, јас ова не можам да го издржам, ова ми е премногу тешко, да одам на факултет, да се враќам, не знам, да го поминувам тој долг пат, но кога ќе видам дека јас им давам мотив на другите лица со посебни потреби, не знам, уште повеќе ме мотивира да продолжам и да се надградувам себе си. Дали добиваш поддршка, односно некои бенефиции како нели студент, како лице со телесна попреченост од државата? Вака до 4-та година средно образование не знаев дека мене ми следуваат бенефиции од страна на државата, не бев информирана и покрај тоа што нели константно и постојано одев на контроли или во здравствените институции, иако бев вклучена во редовниот образовен процес, никој ниту во училиштето, ниту во здравствените институции не ме информираше дека мене како лице со посебни потреби ми следуваат бенефиции од страна на државата. Но за среќа на една веселба имав можност да ја запознам председателката на Сдруженијето Инклузива, која што ми информираше дека мене ми следуваат бенефиции од страна на државата, дека можам да си добиам да имам категоризација на лица со посебни потреби и со тоа да бидам ослободена од партиципација на факултетот и да бидам сместена во студентски дом без при тоа и таму да плаќам партиципација. И во оваа прилика ќе искористам како апел до лицата со посебни потреби да се обратат до невладините организации, односно да се обратат до Сдруженијето Инклузива во Куманово, за да дознаат повеќе за нивните права и повеќе за нивните бенефиции со цел да можат да си ги отстварат правата кои што им следуваат. Инклузивното образование нуди можности за учење и прифаќање на индивидуалните разлики, намалувајќи го влијанието на предрасудите. Позитивно влијае и на самото училиште, но и на заедницата да ја ценат различноста и вклученоста на пошироко ниво. Ви благодарам, почитувани гости, што одвоивте време за вашето гостување во емисијата. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, останете со нас и во наредниот период, ке следат уште теми.